Благодарам, почитувани присутни. Пратеник сте и си знаете. Индивидуална особа. Тажни моменти се за мене, јас лично така го чувствувам и за многу голем дел од македонскиот народ. Некој многу е денес весел. Не сакав претходно да реплицирам, господин Целов имаше интересен настап и пристап во однос на неговото искажување. Меѓутоа, очигледно провеува кај сите нас дека се уште има многу отворени работи. Мене тоа ме загрижува. Дали со ова дефинитивно со сите промени што се случуваат ќе најдеме решение и Македонија ќе има мир? Да, се извинам. Се извинам што може би влегов така на старт. Меѓутоа, се спомна и една работа во делот со спорот со Грција. Долго време, не е 3 деценијски проблем. Спорот со Грција, колку што памтам јас, колку што имам сведоштва од моите кажувале по приказните, од оно што го читам од литературата, векови. Од пред Христоса, од пред Александар Македонски и така натаму. Сега што е проблемот? Како сите тие вековно до сега македонци, наши предци, нашле сила да се одбранат и да обстојат и да го зачуват името Македонија? Што се случи со една година власт Социјалдемократскиот сојуз да попушти и да го предаде името? Сето тоа се случува само со една намера – да се формира влада и власт. За волја на вистината, изгубивте на изборите, единствена шанса да дојдете на власт и моравте да прифатите горчливи моменти и решенија и одлуки, катастрофални за Република Македонија. Ова спогодба што се потпиша не е визионерство. Ова спогодба е само можност за власт и функции. Како што кажав, допрва не очекуваат предизвици, а за влез во НАТО и ЕУ ќе мора малку повеќе да направиме. Но со вашите секојдневни примери однесување и владење сум загрижен дека нема да успеем. ЕУ и НАТО не е нешто што едноставно да се влезе. Тамо треба да покажеме еден друг однос. Во однос на правото, почитувањето на правото, на законите, демократијата, судството, здравството, образованието, па и чистиот воздух, каде што сум светски прваци. За жал, нити тука, нити односот кон животните, нити односот кон кучињата што секојдневно ги гледаме по улиците на Македонија, не успеавме да го изменеджираме. Имаме сериозни предизвици. Најмалку е решение промената на името од тука натака во Македонија ќе тече мед и млеко. Имаме проблем. Но, што се однесува до оно што се нуди во овој амандман, и вчера зборував, и денес ќе повторам дел од тие мои размислувања, е во однос на овој 34-ти амандман, 33-тиот, дури не сум свесен што ми се случи, одеднаш се гласа амандман се менува името. Како да менуваме, не знам како да ви кажам, да разговараме за доброто на животните или за грижата за растенијата. Така ми делува. Кога некојаш имаше, зборувавме за некои закони за грижа за растенијата, велевме до кој степен дојдовме на цивилизацијска способност да почнуваме да зборуваме за работи. Овој пат така лесно ни помина како ништо да не било и ќе си одиме секој по дома. Што се предлага со 34-тиот амандман? Во преамбулата на Уставот на Република Македонија зборовите одлуките на АСНОМ се заменуваат со зборовите прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ по зборот година се додаваат зборовите и на Охридскиот рамковен договор, а се бришат зборовите одлучијата. Со амандманот 34 предлагачот ги брише одлуките на АСНОМ како конститутивни акти во процесот на создавањето на Република Македонија како држава, а на нивно место го вметнува единствено прогласот од првото заседание на АСНОМ и Охридскиот рамковен договор. Власта, Социјалдемократскиот сојуз, вие, со еден амандман одлучи да ги избрише 9 историски одлуки на АСНОМ, од кои 4 одлуки имаат државотворно значење за Македонија. И тоа,
Решението од АСНОМ како врховно законодавно извршно народно представничко тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија. Под 2. Декларацијата на АСНОМ за основните права на граѓаните на Демократска Македонија. Под број 3. Решението на АСНОМ за воведување на македонски јазик за службен јазик во македонската држава. Број 4. Правилникот за работа на АСНОМ. 5. Решение за АСНОМ за формирање на законодавна комисија при президиумот на АСНОМ. 6. Решение на АСНОМ за формирање на државна комисија за утврдување на престапите на окупаторите и нивните соработници. 7. Решение на АСНОМ за одобрување на решенијата, наредбите и задолженијата издадени од главниот штаб на НОВ и ПОМ и иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. 8. Решение на АСНОМ за оддавање признание и благодарност на Народнослободителната војска и решение. И 9. Решение на АСНОМ за прогласување на Нилинден 2 август за народен државен празник на македонската држава. Овие акти имат исклучително важно конститутивно значење за Република Македонија и истите не смеат во никој случај да бидат избришени, а уште помалку заменети само со прогласот на АСНОМ. Прогласот никогаш немал, нити може да има конститутивна важност за државата. Со прогласот македонскиот народ се известува дека е одржано првото заседание на АСНОМ и дека се удрени темелите на македонската федерална држава во новата демократска и федеративна Југославија. Едновремено граѓаните мора да знаат дека со овој нацрт амандман се брише значењето на второто и третото заседание на АСНОМ, односно тие веќе и не постојат во Уставот, бидејќи со предложениот нацрт амандман се потенцира важноста само на прогласот од првото заседание на АСНОМ, што представува чин на класично бришење на националната историја на државата и промена на историските факти по мерка на власт. Од друга страна, се метнуваат и други работи кои во овој момент не треба да бидат и не се тема на разговор, иако беше договорено сосем друго. И не го решават проблемот, како што реков. Јас би сакал автентично да покажам у суштина, тоа е за македонската јавност, тоа се одлуките на АСНОМ и што се содржи. Некогаш тогаш, гледајќи, читајќи го ова, видов дека многу паметни луѓе го пишувале ова. Дури, се извинувам, не би сакал некого да навредам, меѓутоа, луѓето тогаш стварно многу мудро и правилно одлучиле и донеле одлуки и решени, што се важни денеси, затоа што ние денеси постоиме врз основа на овие одлуки. Како понатаму ќе продолжиме да постоиме без овие одлуки, мене не ми е јасно. Решение на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија како врховно законодателно, исполнително народно представително тело и највисок орган на државната власт на Демократска Македонија АСНОМ. Тоа е првиот дел. Понатаму, решение на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија за заведување на македонскиот јазик како службен јазик во македонската држава. И вели вака: во македонската држава како службен јазик се заведува народниот македонски јазик. Ова решение влегува веднага во сила. Читам автентично. Во манастирот Свети Отец Прохор Пчински на Илинден 2 август 1944 година за антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија. Секретар Љупчо Арсов, председател Методи Андонов Ченто. Трето решение на АСНОМ за оддавање признание и благодарност на Народно-ослободителната војска. Вака ли ние им се заблагодаруваме на нашата војска која тогаш се борела? Љупчо Арсов, Методи Андонов Ченто. Решение на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија за прогласување на Илинден 2 август за народен државен празник на македонската држава. Понатаму, список на народните представници од Македонија, избрани за првото заседание на АСНОМ. Ги има 122, кои тогаш учествувале во работата на нова заседание. Подосна ќе се вратам до нив. Има манифест од првото заседание на АСНОМ за до македонскиот народ, народностите во Македонија и до македонската емиграција. За македонскиот народ. Сето тоа што го направиле, учиниле во тој период. Пак имаме до македонскиот народ прогласи до македонците, македонките и браќа и сестри. Автентично ви го читам за да знаат луѓето што се случувало и кој се акт и колку биле паметни луѓето и умни тогаш. До македонците под Бугарија и Грција. До македонците под Бугарија и Грција.
Исто така се обраќаат на браќата Арнаути, турци и власи, до илинденците, до оние предходно што оставиле трага и се дел од корените на ова Македонија, до македонската емиграција во Бугарија. И така пишува, македонска емиграција во Бугарија. До македонските работници, оние што ја стварале Македонија. До македонските селани, до македонските младинци и младинки, македонските мајки, жени и сестри, до борците од Народно-ослободителната војска на Македонија, партизани, војници, офицери, подофицери и политички работници. Прогласи до македонскиот народ, проглас и до сите оние што се втемелиле и бориле за Македонија. За жал, дојдовме ние во желбата за добар живот, за подобар живот, затоа што ни беше малку, да не биде поубаво, и решивме да го смениме името, за да живееме пострекно. Се надаме, може би, ќе имаме 500 евра плата, ќе имаме подобро здравство и така натака. Јас да сум во криво, вие да сте во право, да тргне работата на Македонија напред. Меѓутоа, не знам на кој свет живееме и како живееме. Дали стварно сме поделени толку, или сме ние грешки, или сте вие. Меѓутоа, си го сменив името денес. Дали не чувствуваме дека тоа ќе не следи цел живот? Мене ми е многу тешко. Многу емотивни моменти се за мене, предпоставам и за дел од вас, не во обвинувам лично. Тоа е една политика што е направена, меѓутоа да не забораваме, се со цел да се дојде на власт. Визионерството дека Македонија некојаш ќе тргне напред, не оди така. Имаме сериозни проблеми во внатрешното редување, имаме сериозни проблеми во спроведувањето на правото, на законите и демократијата. Сакам, иако можеби ќе се повторам, уште еднаш да им додадам почит, барем на оние 122 кои на некој начин се вградили, биле дел од одлуките и ја биеле битката како предводници на тогашната Македонија и на македонскиот народ. И пред се за да кажам дека во таа битка биле луѓе од сите националности, луѓе од сите краеви на Република Македонија, едноставно сите се бореле за една иста идеја, ослободување и самостојна Македонија. Тодор Пецов Циповски, работник од Тетово, инженер агроном Јордан Блажевски од Тетово, Чедомир Филиповски, работник поручник на НОФ од Гостивар, Александар Георгиев, градажен инженер Гостивар, Видое Смилински, банкарски чиновник Гостивар, доктор Владимир Полежански, юрист-правник, Кичево, Злате Треневски, земеделец од Кичево, Кирил Стојанов, свештеник од Дебар, Кемал Аголи, студент филозофија, Дебар, Мајор Тихомир Милошевски, командант на 6-та македонска бригада, село Битуше, Галичко, Елисije Поповски, банкарски чиновник, Маврово, Мино Минов, работник од Маврово, доктор Кирил Миловски, ветеринарен лекар, Битола, Мајор Вангел Чукаловски, командант на 1-та бригада, Битола, Богоја Фотев, земеделец од Бистрица, капетан Коста Јашмаков, началник на штабот на 6-та бригада, Битола, Петар Стојанов Манговски, адвокат од Битола, Ваил Кара Ангеловски, заменик командант на 5-та бригада, земеделец од Битола, Нафи Сулейман, земеделец од Битолско, Лилијана Чаловска, студентка од Битола, Илија Елиевски, адвокат од Битола, Цветко Узуновски, работник од Ресен, подпоручник Нам Ташков Василевски, заменик командант на 6-та бригада од Ресен, Јонче Колев Трпевски, работник од Ресен, Георги Ивановски, учител од Ресен, Илија Божиновски, чиновник од Ресен, Петре Пирузе, адвокат Охрид, Лазар Гиновски, земеделец од Белчишта, Хил Петров Чаулев, студент од Охрид, Владо Малиски, студент по право од Струга, Методи Андонов Ченто, трговец од Прилеп, Вера Ацева, домакинка од Прилеп, инженер Кирил Георгиевски, архитект, Скопска општина Прилеп, Борко Темелков, работник од Прилеп, Димче Стојанов Мировски, професор од Прилеп, Милан Костов Стефанов, земеделец од Десово, Методи Поповски, поручник командант на бригада во Прилеп,
Тодор Ношпал, трговец од Прилеп. Томо Кутурец, приватен чиновник од Крушево. Наум Нумовски, политички комесар на 2-та бригада од Крушево. Злате Билјановски, заменик полковник на 3-та бригада Пуста река. Геннади Илиев Лешков, земеделец од село Дреново Бродско. Панко Брашноров, учител од Велес. Бано Андреев Ронката, полковник на главниот штаб Велес. Страхил Гигов, началник на персоналното одделение во Велес. Благое Хаджипанзов, адвокат од Велес. Благое Левков, адвокат од Велес. Мино Богданов, чиновник од Велес. Маца Карбева, домакинка од Велес. Стојко Костов Иванов, учител Ораов дол. Ванчо Бурзевски, приватен чиновник Свети Николе. Никола Минчев, банкарски чиновник од Кавадарци. Диме Туриманџовски, мајар на Нов и Пом од Кавадарци. Иван Раднански, земеделец село Радна. Јован Георгија, свештеник од село Дреново. Методи Панов Џунов, земеделец од Ваташа. Камбер Асан, земеделец Долно Дисан. Лазо Келеджиев, работник од Неготино. Најдо Стаменин, работник од Неготино. Лазо Мојсов, студент право од Неготино. Боро Чаушев, работник од Неготино. Ристо Балајчиев, приватен чиновник од Гевгелија. Димитар Зафировски, журналист Гевгелија. Иван Танев, поручник од Гевгелија. Јанко Шопов, техничар од Гевгелија. Атанас Бојков, командант на струмичкиот одред село Богданци. Никола Пеев, работник од село Богданци. Димитар Теменугов, полковник на струмичкиот одред село Богданци. Епаминонда Попандов, професор Струмица. Благоја Минов, работник Струмица. Борис Поцков, типограф Струмица. Емануел Чучков, директор на гимназија од Скопје од Штип. Генерал мајор Михајло Апостолски, командант на Нов и Пом од Штип. Инженер економист Љубомир Расов, банкарски чиновник. Киро Лигоров, адвокат од Штип. Исак Сион, приватен чиновник од Штип. Димче Беловски, приватен чиновник од Штип. Никола Иванов Ржалски, адвокат од Кочани. Кирил Михајловски, учител од Виница. Страхил Бајовски, учител од Берово. Мара Нацева, работничка Куманова. Веселинка Малинска, приватен чиновник Куманова. Инженер економист Лазар Соколов Куманова. Благој Стевков, работник од Куманова. Боро Димитриев, воздухопловен поручник на бившата југословенска војска, Равно. Младен Георгиев, земеделец Челопек. Борис Чушкаров, учител полковник на 3-та бригада од Куманова. Стојан Тодоровски, приватен чиновник Куманова. Доктор Никола Мице, ветеринарен лекар, бактериолог Кратово. Поручник Боро Милевски, командант на 4-та бригада од Штип. Трајко Цветанов, студент од Крива Паланка. Кирил Петрушев, типографски работник Скопје. Венко Марковски, поет од Скопје. Подполковник Панче Неделковски, заменик командант на главниот штаб на Нов и Пом од Скопје. Петро Богданов Кочко, оперски пеец. Милева Саба, работничка од Скопје. Кемал Сейфула, занатлија од Скопје. Асен Симеджиев, адвокат од Скопје. Димитар Милски, лекар во железничката болница од Скопје. Тодор Стојанов, звезди, активен подполковник од бившата Југославија, Скопје. Душан Лукаров, работник од Скопје. Инженер Славко Попантовски, агроном од Скопје. Инженер Часлав Раагелевски, лесничај Скопје. Александар Петровски, кројач, подпредседател на Стопанската комара од Скопје. Атанас Великов, работник од Петрич. Васил Атанасов Вауилев, работник од Петрич. Димитри Манџовски, земеделец од Костур. Васил Атанасков Ивановски, работник од Костур. Димитров Влахов, публицист од Кукуш. Борис Апков, чиновник од Скопје. Перо Тиквар, работник од Прилеп. Кирил Тошев Крстев, работник од Дебарца. Васил Каледжиевски, судија Вевчан и Струшко. Живко Брајковски, земеделец Галичник. Трајче Трајчевски, земеделец Црвена вода и Абдула, работник од Прешево. Овие лица и уште многу се вградиле во изградбата на Македонија. Јас можам само да ми изразам почит и да кажам дека ние не сме достоинствени за сето тоа што тие го направиле. Благодарам.